Арбитражата секако постои низ целиот свет. И главно имаме домашна арбитража во секоја земја. Има механизми кои што овозможуваат арбитражни решенија на споровите во рамките на внатрешниот систем. Но кога спорот е меѓународен, постојат конкретни правила што се применуваат за многу организации или институции кои што ги следат ваквите постапки. Постојат многу мислења низ целиот свет во однос на тоа што е меѓународната арбитража, односно како една арбитража станува меѓународно. Има суштински или економски критериум, материјален, кој што се однесува на суштината на доказите во предметот. Ако имате спор со меѓународна трговија, тогаш имате меѓународна арбитража и потоа постојат процесни критериуми. Доколку имате, ако изберете комплет регулативи за арбитража, кои што се спроведуваат од меѓународни органи, како што се ICC или LCIA, тогаш исто така може да имате меѓународна арбитража. Потоа се работи за правниот критериум. Според правниот критериум, ако само еден аспект од арбитражата е поврзан со странски елемент, тогаш арбитражата може да биде исто така меѓународна. Организационите критериуми, односно овој критериум е поврзан со меѓународната конвенција. Ако, например, имате арбитража која што се спроведува според правилата на меѓународна конвенција, како што е Иксидската конвенција од Светска банка во смисла на инвестициски арбитражи, или во иранскиот US Claims Tribunal според Алжирската декларација, тогаш во тој случај имате меѓународна арбитража. Само во овој случај, според организацијскиот критериум, треба да имате барем една страна која што е држава. Значи тоа е суштината во арбитражата и тоа е мешана арбитража, комбинирана помеѓу државна и приватна страна. Овој објективен критериум е поврзан со страните на арбитражата. Ако страните се од различна држава, различно државјанство, тогаш повторно имате меѓународна арбитража. И последното е критериумот кој што е поврзан со важичкото право. Постои мислење кој што вели дека ако страните избрале лекс меркаторија да им биде важичкото право, а тоа значи правилата и практиките кои што се следат од меѓународната трговска заедница, која што не е национално право неопходно, тогаш повторно вашата арбитража може да биде по природа меѓународна. Има три вида меѓународна арбитража. Пред се имаме адхок арбитража. Адхок арбитражата значи дека не користите инструмент и правила на арбитражни институции или арбитражна организација. Не одите во меѓународна стопанска комора, не одите во ниедна организација, страните едноставно седнуваат и изработуваат правила за да се однесуваат во согласно со нив во својата арбитража. Потоа таа може да биде институционална, може да отидете кај ICC, LCIA. Ако се работи за поморска арбитража, може да отидете во лондонската поморска арбитража и може да организирате арбитража. Тие веќе имаат подготвени правила кои што ќе важат за вашата арбитража. Не мора воопшто ништо да правите. Речиси се е средено од организацијата. И исто така има трет вид меѓународна арбитража, а тоа се е квази институционалната арбитража, која во суштина е адхок арбитража. Главно поморските арбитражи се квази институционални и она што тие го прават е имаат комплет правила, но институцијата која што ги изработила овие правила не е вклучена во спроведувањето на арбитражата. Значи страните ќе се погрижат за се друго. Ова е некаде помеѓу. Стои на средината.